Големи камења, парчиња од карпит, дрва и земја. Големи одрони на патот кој води кон место Стабањиче. Делови од ридовите се целосно срушени на патот и во реката. Работниците кои работат на изградба на подпорниот зид велат дека постојано паѓаат камења. Заради безбедност од секторот за сообраќај забранија да се движат пешаци и автомобили. Патот кон Бањиче е затворен кај хидроцентралата. Од тука нагоре е забрането да се движат пешаци и автомобили како превентива. Но сепак и улицата до овде е полна со големи количини песок и одронати карпи. Сепак луѓето кои секојдневно се рекреираат кон изворите поминуваа и денеска. Имаше и такви кои беа упорни па поминуваа дури и со автомобили, иако патот е тешко прооден. Па страф ми, али што да кажем? Имаме мука горе идеме во она киселата вода што. Тоа е. Има големи одрони нагоре? Нагоре не, тука се. Секој ден ли одите? Да. И кога е ова случајно? По не знам, вчера вика у 1 сат. Се сплекта и тоа. Имаше дзик во Русија, дзигот и тоа. А не во Русија, дзигот никоме ништо. И сега ќе одите до горе, не ви е страв дека може нешто да ви се случи? Не бе, мајка, тоа е, не е проблем тоа. Сепак, иако состојбата е алармантна, денеска никој не работеше на расчистување на теренот. Ова не е прв пат. Досега во неколку наврати се случуваше да се излизга земјиштето. Дури се рушеше тротоарот кој скоро беше направен.